За помалку од еден час во Белград свечено ќе биде отворен Македонски културно-информативен центар кој што ќе представува спој на културата меѓу двете земји. На отворањето ќе присуствува и министерот за култура и туризам Зоран Љутков, а со него во вестите во живо од Белград разговара Маја Стојановска. Маја, добар ден од Скопје и повели да чуеме каква свеченост и каква програма се предвидени за отворањето на Македонскиот центар таму во Белград. Добар ден од Белград. Борче со македонска музика, со дегустација на македонско вино, со перформанс, но исто изложба на македонски артисти овде од Белград. За околу половина час се очекува да започне свеченото отварање на Македонскиот информативен културен центар овде во Белград. Она што е како интересно што би сакала да го напоменаме дека овој објект се наоѓа на улица која што го носи името Македонска и се очекува да стане едно место за промоција меѓутоа и за зачувување на македонската култура, македонскиот јазик, нели за сите оние наши македонски жители овде во Белград, меѓутоа и за сите оние кои што би сакале да научат нешто повеќе за нашата македонска култура. Но секако со повеќе детали во овие вести како што најавете, разговарам со министерот за култура Зоран Љутков. Ви благодарам што сте дел од вестите. Ви благодарам на поканата. Ќе може ли да ни кажете што може да очекуваме овде вечерва, нели започнува отварањето за околу половина час и според вас кој е значењето на отварањето на овој објект? Така, како што најавивте и претходно, објектот, овој прекрасен објект кој што успеавме да го обезбедиме, се разбира со голема ангажираност на директорот на Центарот за култура овде, културно-информативниот центар Васко Шутаров, се наоѓа на улицата која што се вика Македонска, убава символика. Позади нас можеме да видиме, имаме и изложба која што е на македонски, ретроспектива на македонски сликари кои што творат и работат овде во Србија. Ова е голем ден за македонската култура, бидејќи во 22 година со одлука на влада е донесена одлука да се формира културен центар во Белград, но од тогаш подолг период ништо не е направено. Успеавме за 6 месеци 7 да го обезбедиме овој простор и конечно да го отвориме Македонскиот културен центар во Белград. Така да тука ќе се случуваат голем број на настани. Утврдена е програмата што ќе се случува во текот на годината, сега покрај Софија, Тирана, Њу Јорк, Загреб, Истанбул, имаме и културен центар во Белград. Вечерва ќе се обратат голем дел на функционерите и од Македонија и од Србија, тука е министерот за култура господинот Селаковиќ и министерот Иван Стојковиќ, така да ќе имаме концерт на Зарина Прва Севда и на Васил Хаџиманов. Имаме пригоден коктел и се разбира дека на крај ќе испиеме македонско вино кое што ни доаѓа од Гевгелија. Ви благодарам. Така како што најави министерот Љутков, ние секако остануваме овде да ги проследиме сите обраќања, но и перформансот на нашите македонски артисти, па повеќе детали, односно дел од атмосферата овде ви пренесуваме во вечерните вести во 20 часот и 45 минути. Студио. Така е, Маја, ви благодарам. Канал 5 беше тоа во живо од Белград околу отворањето на Македонскиот културен центар.